بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Исламските научници велат дека лейсе баден нубуа, после пратеништвото, после испрашањето на Аллаховите пратеници, нема ништо повредно од споделување и ширење на наука, нешто елм. Затоа во неколкуте наредни минути решив со вас да споделам 3 случаи на примање на ислам од западнаци, преку кои ќе видиме дека понекогаш едно ситно, мало, незначително дело може да биде причина, драги браќа, да некој прими ислам. Овие примери ги спомнува еден шејх по име доктор Џасим Ал-Мутауа. Два примери тој спомнува и еден пример ќе спомнеме од друг шејх. Со цел, послушајте, драги браќа, дека Западот исламот го гледа преку нас. Ние сме таа мета. Ние сме во фокус. Па кога ние ќе постапуваме добро, кога ние ќе бидеме презентери на жив ислам, тогаш тие полесно ќе го примат исламот и ќе го сменат нивното мислење кон нас. Кажува шејх Џасим Ал-Мутауа дека во Запад, кога бил, сретнал една девојка која има 19 години, примила ислам. Примила ислам на 17 години. Веќе 2 години е во ислам и практично го живее исламот. На прашањето како го примила исламот, рекла: исламот го примив од еден другар муслиман. Другар муслиман кој, зборувајќи и за исламот, и кажал дека ние, муслиманите, во доктрината на нашето верување постои дека од големите презнаци на судниот ден е спуштањето и доаѓањето на Иса алейхи селам на земјата. Или познато кај христијаните Исус Христос. Таа се зачудила заради муслиманите го признаваат Иса или Исус. Изгора на тоа верува дека Исус или Иса алейхи селам ќе дојде како презнак на судниот ден. Па тоа прашање ја трогнало и ја предизвикало незе да почне да го истражува исламот, вистините околу исламот, доктрините околу исламот, и на крајот го примила ислам. Втор начин или втор случај, кажува еден доктор Џасим Мутауи, за еден марокинец кој му кажува како го примил ислам еден италијански математичар кој живее во Јужна Италија. Овој марокинец или мароканец работел во земјоделие и додека обработувал земја, нашол на земја парче леп, а зад него бил овој италијанец математичар. Овој наш муслиман, мароканец, која нашол парче леп фрлено на земја, го земал, го очистил тоа парче леп и го ставил на едно достојно повисоко место, место на почит. Математичарот италијанец се зачудил, го прашал на тој мароканец зошто го направи тоа. Тој му рекол дека ова парче леп, ова корка леп е ниамет, е Божји дар и треба ние да се однесуваме со почит кон лебот, кон парче леп. Некој страда за ова парче леп, ова е Божји дар. Па ако ние не го јадеме, барам ќе го ставиме на едно повисоко место да го јаде птица или некој друго животно. Почит кон Божји благодати. Тоа го трогнало на италијанецот. Математичар почнал да го истражува исламот и на крај го примил исламот, драги браќа. Само за тоа ситно дело. И трет пример на примање на ислам е кога еден човек кој работи во интернат во Америка, кажува, кој се грижел
за перење на алишта на студенти кои биле од цел свет, биле стационирани во тој интернат, значи студентски дом. И вика се зачудив кога ќе ги земал тие алишта за перење во големи перални, ученици од Јапонија, од Германија, од Америка, од цел свет, вика се зачудив, најчисти долни алишта биле алиштата на ученици, студенти, муслимани. Па бил трогнат, бил вџашен, бил зачуден и прашал некои муслиманчиња зошто е тоа така. Тие му кажале дека ние муслимани после мала и после голема нужда ние вршиме обредно чистење. Ние муслимани се чистиме после мала и голема физиолошка потреба. И затоа нашиот долен веш, нашите долни алишта се чисти. Рекол, иако Јапонија, иако и Запад тврди дека се земја на чистота, на хигиена, меѓутоа, вие муслиманите навистина предначите, вие сте навистина напред. Поради тој гест, тоа дело, овој вработен во интернат, во студентски дом, почнал да го истражува исламот и на крајот го примил исламот поради тоа дело. Драги браќа, ние сме сите презентери на исламот, особено вие кои живеете на Запад. Вашиот карактер, вашето однесување, вашата честност, вашата култура, сето тоа е доказ за нашата вера. Па затоа внимавајте да не го оцрнете исламот, да не го презентирате исламот во лошо светло. Покажете му на светот, на работодавецот, на шефот, на фирмата, дека ние сме луѓе кои Аллах Аззе во Джеле не обдарил, не почестил да ја носиме последната Божја порака. Тоа е пораката на исламот, пораката на мирот, на спасот, пораката на солидаризам, на хуманост, пораката на човечност, карактер и морал. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.